Ке разговарам со председателката на Организацијата на потрошувачи на Македонија, Маријана Лончар. Добро утро. Добро утро. Веќе неколку теми најавивме. На големо се купува онлайн. Навистина, можеби само се грижиме за цената на производот, не се грижиме за квалитетот, содржината. Кои се последните истражувања, дали навистина добиваме квалитетни производи? Да, многу веќе влегуваме фактички цело време се работи за дигиталниот пазар и затоа толку, како што и кажате, се уредува од страна на Европската Унија со нови регулативи и така натаму, како што се актите за дигиталниот пазар и за услуги и за роба. Меѓутоа, она што е карактеристично е дека стварно не сме внимателни, а треба да бидеме повнимателни. И она што е карактеристично е дека не се прават толку инспекцијски контроли на производите кои што се продаваат онлайн, еве на познатите платформи, јас ќе ги кажам, Тему, Шеин, па дури AliExpress и така натаму, на сите тие, и заради тоа што луѓето стварно често купуваат, сметаат дека ефтиното е добро. Знаеме дека беа правени истражувања големи, Европската комисија, тоа ја вознемири фактички комисионерот за ова област за потрошувачи и право и почнаа истраги под влијание на БЕУК, Европската организација на потрошувачи, кај што сме и ние членки, и многу други организации направија контрола со купување на производите на овие онлайн платформи, каде што се покажа всушност дека не се работи за сребро, да речеме, туку се работи за кобалт, или дека производите имаат никел, кобалт, па дури олово. Тоа се трајни хемикалии и се повеќе се разговара и за хемикалиите во производите. Во други производи има фталати кои што се исто така штетни за дигестивен тракт, така натаму и за репродуктивен фактички, особено за децата, дека има многу играчки кои што се со ситни делови кои многу брзо може да се одвојат, дека фактички апаратите кои што се купуваат на платформата, еве конкретно беше истражувањето, се покаже и кај Тему, дека има одредени недостатоци, безбедносен аспект, тие електрични производи така натаму. На граѓаните тоа им изгледа ефтино, им изгледа добро, меѓутоа од друга страна и ние со прекумерно купување на овие платформи, радост има дека се купува ефтино, фактички создаваме ѓубре, ги фрламе тие работи затоа што брзо се расипуваат, немате некоја гаранција, гарантни листови каде да го поправите тој производ и тоа се фрла и мислам дека треба тука посвесни да бидеме, стварно да се купува она што треба. Така. Навистина, сакаме да купиме поевтино, можеби повеќе производи за пониска цена, меѓутоа сакам да ве прашам, има ли финансиска измена преку купување онлайн? Колку еве кај вас тасуваат потрошувачи кои што се со поплаки дека се измамени, каде што да направат? Која е процедурата? Еве, ја колку што го слушам секојдневниот разговори на колегите, на колешката во нашето советовалиште, фактички многу често се јавуваат по 5-6 случаеви на ден од некои 10-15 дневно што се јавуваат или што пишуваат дека се измамени всушност преку купување на да речеме Facebook платформата, каде што се поврзуваат со физички лица и каде што всушност немаме некои фирми што продаваат, туку тие се представуваат како фирми. Вие тотално имате представа дека се работи за фирма и со се. Така да, како обичен потрошувач, тешко може да го воучите тоа. Оној момент кога ќе го добиете производот и сакате да го вратите, како при нормалното онлайн купување, се извинувам, се јавува проблем затоа што не можете да го најдете продавачот, условно речено. Тој не е продавач, фактички ве измамува и тогаш се јавуваат кај нас, нити државниот пазарен инспекторат, нити ние можеме нешто да сториме, заради тоа што тоа е повеќе измама и се работи со сајбер, реакција од страна на Министерството за внатрешни работи. И апелиравме стално, и апелираме и ние дека треба да се избегнуваат купувањето на Facebook. Може 2 пати добро да испадне, меѓутоа третиот пат да не испадне добро. Тие измами се карактеристични. Исто така луѓето наседнуваат на други измами во финансиската сфера, им стасуваат пораки кои што ги отвараат, па ги даваат своите податоци. Дали е тоа преку самите SMS пораки или дали е тоа преку можеби дописите на имејлите. Истото тоа го прават и други видови измами, значи многу е зголемена измамата, треба многу да се внимава во доменот на тие финансиски услуги.
Така, стасуваат, ние сме слушнали пораки, Да. се представуваат од разни институции. Навистина, убаво кажувате, треба да се грижиме. Меѓутоа, ајде малку да се тргнеме од онлайн и се она што се купува. Сепак, кои се оние чести поплаки кои што ги доаѓаат кај вас потрошувачите? Да, најчесто доаѓаат за проблемот кој што го имаат со расипувањето на производот, пак е тоа што викаме ние во регионот се тоа е едно од главните, затоа и таа директива и Европска комисија стално ја менуваше, нели ја унапредуваше овој дел од заштитата на потрошувачите, кај што е сообразноста на производите, они не се сообразни со квалитетот кој што се очекува и едноставно покажуваат недостатоци. И тогаш граѓаните гледаат дека не е тоа што го купиле или пак одредени небезбедносни карактеристики. Затоа е битно да има и сервис, и резервни делови, консултација со трговецот. Граѓаните тука имаат проблем што трговецот вообичаено им вели ајде носете го на сервис, овластениот сервисер. Тие го носат на сервис. Тие треба да го донесат кај самиот трговец и трговецот да го однесе на сервис производот. Сега кога се работи за оние огромни габаритни производи, не би можело баш на тој начин да функционира. Зборуваме за вообичаена куповина на овие што се за домашни апарати, уреди, така по негабаритни. Она што е такво, како машини за перење, садови или машини или фрижидери, секако сервисерот доаѓа да го поправи. Чекањето на сервисерот е многу долго. Меѓутоа, од денот кога сте го повикале, реакцијата на трговецот се мери, од денот вашиот кога сте го повикали, имаат можност во законски рок од 30 дена мораат да одговорат. Доколку не се поправи производот, тогаш треба да му се даде на потрошувачот нов производ, доколку се наоѓа во гаранција. Се случува и повеќе од месец дена да се Се случува и тогаш што има право да бара нов производ. Или ако се поправа нели она повеќе пати во текот на гарантниот рок, нели да се продолжи гарантниот рок, исто така и самиот производ да биде да може да се врати, да се земе два пати ако се поправа за иста, значи третиот пат треба нов производ. Некако проблеми во купувањето, сите сме Да кажам, имаме проблеми кај мебелот. Тука треба да се внимава, луѓето стварно веќе се спреми, а ми се чини дека чекаат по 3 до 4 до 5 месеци испорака на мебел. Иако тоа све изгледа многу долг период, и ако имаат и договори и немаат никаква можност за некоја надоме за тоа време додека ги уплатиле парите и чекаат, иако законот тоа го дава, тие тоа не го бараат, значи. Нити пак овие им се извинуваат со некој подарок. Се работи и за млади брачни парови, и за возрастни луѓе, и за нешто што ти треба, сепак си го купувал заради тоа да го имаш веднаш. Се работи за замена на мебел во смисла дека е расипан во домот па се чека долго време, до разноразни проблеми во поглед на нели ова за производите, услугите веќе не ги чепкаме заради тоа што там има други исто така проблеми. За услугите и за навистина влегуваме во период, иако е октомври, ќе дојде ноември, веќе ќе влеземе во она новогодишна треска купување производи, меѓутоа за тоа внимавање и за сите преостанати услуги и заштита на потрошувачите ќе ве поканиме во следна прилика. Ви благодарам многу, ви поздравувам слушателите. Ви благодарам уште еднаш.